Доктор Манчевски, што представува инфарктот? Миокардниот инфаркт представува едно животно загрозувачко заболување, настанува како резултат на затворање на главните крвни задови, на артериите кои што го хранат срцевиот мускул со крв. Постојат различни неколку типови на миокарден инфаркт, нема да навлегуваме сега какви се тие, меѓутоа главно причината за настанување на инфарктот е затворање на крвниот сад кој што го храни тој дел од срцевиот мускул со крв. Во денешно време, како што гледате, брзиот начин на живот, седентарниот начин на живот, консумирањето на несоодветна храна, цигари, ќе напоменеме, физичката неактивност и голем дел на стресни ситуации доведуваат да ние во нашата институција имаме огромен број на вакви пациенти. Нашата болница ги обслужува градовите во регионот. Ние сме 4-5 доктори кои што работат во интервентна кардиологија и вистина секојдневно се среќаваме, скоро секојдневно со по еден или двајца вакви пациенти кои што имаат животно загрозувачка болест. Лекувањето во 21 век, ево, на миокардниот инфаркт, ние го овозможуваме. Значи, тој пациент најпрвин треба да се јави, ако е можно, директно кај нас во нашата институција, уште подобро. Значи, треба да се јави во првите 60 до 90 минути во нашата болница, со цел да се изврши отворање на затворениот крвен сад, дали ќе се постави стент, дали ќе се направи балон дилатација. Сега имаме балони обложени со лек. Значи, тоа зависи од интервентниот кардиолог. Значи, треба во период од 60 до 90 минути да се отвори крвниот сад, за да нема последици понатака во животот на пациентот. Иначе и се уште и денес, во 21 век, смртноста од миокарден инфаркт е некаде околу 10%, затоа што луѓето не соодветно доаѓаат во соодветна институција. Значи, се обраќаат дали на други интерни оделенија, па додека се направат испитувањата, времето се губи, а во нашата област постои едно правило, се вика time is muscle, значи времето е миокард. Колку побрзо дојде пациентот во нашата институција, во нашата болница, или соодветна болница каде што постои интервентна кардиологија, толку побрзо и подобро и помали ќе бидат последиците по неговиот живот. Така, постојат ли претходни индикации кои што пациентот може да ги почувствува пред да се случи инфарктот? Ретко постојат и инфаркти кои што и кај здрави луѓе, кои што биле физички активни. Во тој случај најчесто станува збор за некој тромбоза, меѓутоа тоа се генерално поретки случаи. Сепак во најголем дел од пациентите, сите пациенти имале некаква тегоба, значи ништо не се случува од денес за утре. Значи сите се пациенти со некаква тегоба, меѓутоа најчесто ја игнорираат таа болка, дали од страв од лекар, дали што ќе ми кажат сега и така натака, и сето тоа доведува да кога ќе дојде веќе животно загрозувачка болест, инфарктот тука, тогаш се јавуваат на лекар. Иначе, да, се превенира миокардниот инфаркт. Нашата болница во нашето име стои специјална болница за лекување и превенција на кардиоваскуларни болести. Значи, јас би ги охрабрил сите пациенти, во поново време и жените, меѓутоа генерално мажите над 45 години, да дојдат да направат превентивни прегледи во нашата болница, бидејќи со тоа би се откриле превентивно овие заболувања. Ви благодариме за разговор. Мола.